Почитувани, ве благодарам за присуството. Како што е познато на целата македонска јавност, вчера се случи една трагедија во Македонија. Една од притвореничките, во случајот Пајажина, која што беше бремена, да го изгуби новиот посакуван живот, нешто што е страв на секоја една мајка, на секоја жена и на секој еден родител. Но треба на сите да ни биде јасно дека ова не е само лична и семејна трагедија, ова е трагедија и голем срам за македонската држава, за нејзините институции и за целото македонско општество. Како можеше, како смееше ова да се случи во една земја чиј устав и закони предвидуваат дека секој нејзин граѓанин и граѓанка се невини додека не се докаже спротивното, чиј што устав и закони ја гарантираат личната слобода, која што може да биде ограничена, вклучително и со мерката притвор, само како крајно, а не како прво средство за обезбедување присуство на лица под истрага. Кое е тоа толкување на македонското право и правда доведе до тоа во притвор да биде ставена бремена жена, жени на мајки на малолетни деца и граѓани со сериозни здравствени проблеми? Ова што се случи е срам за македонското судство и македонската јавност има право да знае, бидејќи македонските суди не судат во името на своите дипломи, правосудни испити и своите професионални кариери, туку судат во името на македонските граѓани. И затоа ние го бараме одговорот. Зошто токму во името на македонските граѓани се случи една ваква трагедија и срам? Но ова не треба да го бараме како одговор само од македонското судство. Нека не бега председателот на македонската влада, на владата на ВМРО ДПМН и неговите министри, нека не изјавуваат на сите страни дека немаат врска со судските одлуки во овој случај и со оваа трагедија. Напротив, одговорот и политичката одговорност најмногу треба да се бара токму во нив, затоа што во текот на целото нивно владење тие вршат сериозен притисок и закани врз македонското судство да одлучуваат како што тие сакаат. Во спротивно, судиите ќе бидат разрешени во рамки на судскиот совет, што е евидентно со рекордниот број на разрешени судии на арбитрарен начин. Тоа секако има врска и доведе до една ваква голема трагедија и срам. Овој срам и оваа трагедија представуваат шанса сите заедно да упатиме порака едно вакво грубо, дури сурово повредување на човековите слободи и права во Македонија, на македонските жени, граѓанки, не смее да се случи во една демократска Македонија и дека за тоа власта и институциите треба да одговараат. Апелираме до македонските суди да го вратат правото и правдата во судниците, без притисок и страв од владата на ВМРО ДПМН и да ги пуштат од притвор сите притворени во овој случај да се бранат од слобода, но ова особено се однесува на жените, на мајките на малолетни деца и притворениците со сериозни здравствени проблеми. Ние, клубот на жените на СДСМ, нашето згрозување, нашиот протест, нашиот револт, но најмногу нашето сочувство и солидарност со жената која што го изгуби своето дете и сите други жени кои што се во притвор, мајки на малолетни деца, ќе го изразиме утре со придружување кон протестот на невладините организации закажан во 13 часот пред Основниот суд Скопје 1. Ви благодарам. Ако има некои прашања? Иако информациите не ни се проверени, до нас стигна и уште предизвикуваат нормално уште поголемо згрозување докаде може да оди монструозноста на оваа власт. И еве прилика да ја прашаме министерката за внатрешни работи, доколку тоа е навистина точно, а патеме и жена која што се надева може да се идентификува барем со природната и биолошката страна на оваа ситуација, дека на жена која што изгубила бебе и треба време да тагува, да го исплаче, да истојат полицајци во нејзиното
во нејзината болничка соба. Така да тоа е срамота, а инаку такво нешто споредбеното право и судска и полициска и не знам каква друга пракса не познава. Тоа е монструозно нешто. Друго некое прашање? Ви благодарам.